Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 5 минути до 8 време е за еспресо со Златев и Боцевски. Ово утро еспресото го пиеме, видите, со еден високо профилиран гостин. Точно. Со човек кој во една политичка партија, веројатно во правите тројца, во правите двајца, сега не знам како стојат хиерархиски партии. Меѓутоа види еден, по мене, еден интелектуалец кој што тивко вака си го завзеа местото на нашата интелектуална сцена, условно кажано. Добро утро за Георгија Сајковски, генерален секретар на опозицијската ВМРО ДПМН. Добро утро на слушателите на Лидер. Ви благодарам за поканата. Добро утро на присутните во редакцијата. Верувам дека ќе го задржиме вниманието во овие 60 на минути на слушателите на вашето радио. Инаку пратеник е доктор по историски науки. Да. Па тука имаме ние сега да дискутираме и на теби. Ако ни се досади од политика, не се отвара плеяда на Ама колку современа историја беше вашата тема, така? Да, 19-20. Значи да знаеш да не е актуелно тоа што е во момент. Добро, не и така, не сме многу по антиката овде. Сајковски вчера имаше Артан Груби од ДУИ, кој е втор премиер, не знам како се вика, прв вице-премиер, не знам, тоа некоја функција што му измислија во владата, беше гостин во Телма и кажа дека работат со ВМРО ДПМН за ВМРО ДПМН е да гласа топтан, односно сите пратеници на ВМРО ДПМН е да гласаат за уставните измени и како што вели Груби, цитирам, Мицковски тој вели дека нема да гласа, но Мицковски не е пратеник. Вие сте и пратеник и тука веднаш до Мицковски во хиерархијата на ВМРО ДПМН. Да, јас сум пратеник и можам да порачам дека нема да гласам. Меѓутоа вчера имавме една координација со пратениците и таа е редовна координација на која што го потврдивме ставот што е претходно донесен, зациментиран, став кој што е принципиелен и кој што е споделен со јавноста од почетокот на процесот од 2022 година, кога кажавме дека ваквиот француски предлог е неприфатлив за нас и ова прашање е во моментот, мислам, во 2022 година затворено за нас и секое навраќање на власта на ова прашање го гледаме како тема која што е бегање од главните проблеми што ги имаат граѓаните во Македонија. Во однос на францускиот предлог, ние исто така принципиелно кажавме, кога се разговараше за овој француски предлог, дека не бевме поканети да учествуваме во креирањето, изготвувањето, не бевме истретирани ниту потоа да разговара некој од власта и сега првично Артан Груби, Бујар Османи, Ковачевски и сите од власта кажуваат дека во октомври ќе биде ова прашање затворено, помина октомври, па потоа декември, па во март, еве и март ќе помине, сега доаѓа јуни или мај, па кажуваат, едниот кажува во Маричиќ кажува во мај, Османи кажува во јуни, еве јас да ви кажам дека нема да има уставни измени во кои што ќе учествува во ВМРО ДПМН. Види, а нели имаше една непристојна понуда која што претпоставам дека не ни разгледувавте, ВМРО ДПМН да именува експерти кои што ќе ги пишувале уставните амандмани. Слушнавте ми? Да. Не е доставено тоа прво до нас, го е шпекулација што е пласирана во јавност и за која што ние слушнавме од јавност. Меѓутоа и ние не учествуваме постфестум од на завршени работи. Нас сега не покана, ако планираат да испратат, тоа е покана што е на завршено прашање. Ние кажавме дека прашањето за уставни измени е завршено за ВМРО ДПМН во моментот кога што го изградивме нашиот став низ партиските структури во нашиот политички субјект, каде што се исконсултирани работните тела во партијата, исконсултирани се пратениците и врз основа на нивните ставови, нивните размислување е донесен ставот денеска ние што го имаме дека
под ваков бугарски диктат ВМРО ДПМН нема да гласа за уставни измени. Сајковски, извини Ивица, ке ти го земам прашањето, па... И пратениците тоа го потенцираат постојано дека... Ке одиме цик-цак. Да. Постојано го пратениците го потенцираат тоа дека тие го немаат добиено мандатот за таков вид на уставни измени од граѓаните, бидејќи ние настапуваме со платформа, настапуваме со програма. Во оваа програма ние не ги информиравме нашите гласачи за уставни измени. Јавноста би рекол дека има право да биде загрижена, судејќи ги оние уставни измени за промена на името, каде што навистина на еден непринципиелен начин, со уцени, вчера Боби Христов Ивица кажа со нудење на амнестија, не со уцени. Со уцени, да. Со уцени е вистинскиот збор, се стигна до таа промена Сајковски, а вчера Артан Груби рече, ќе го цитирам, дека повторно ќе понудат креативни методи. Тоа беа дословно цитирани зборовите. Дали се плашите, дали стравувате, дали разгледувате сценарија на повторно оценување на пратениците, затоа што освен со промената на името, после го видовме и Кастриот, Реджепи и така натаму, оваа власт очигледно има методи како да стигне до одредена цел. Мислам дека оваа власт има секојаш погрешни методи и сигурен сум дека сегашниот состав на парламентот, пратениците што се во сегашниот состав на парламентот и коалицијата на ВМРО ДПМН цврсто стои на ставот што го изградивме на почетокот на донесувањето на овој предлог. И мислам дека начинот и мерките и методите што сакаат да ги употреби власта, еве сега и тоа што го кажал Груби, се погрешни и не водат никаде. Ивица? Не, ова не го види, искрено вчера имав долг ден, што ми заврши некаде околу 7 часот. Имаше попабетна работа, што би се рекол. Не, види. Па сега, кога зборува прв подпредседател на влада, тоа треба да се слуша, меѓу другото заради вакви бисери. Овако, како рекол, креативни методи? Креативни методи, да. Предпоставам дека Боби превртал со очи кога слушнал за тоа. Да. Добро. Значи, она што се слушна низ куларите околу таа координација што сте имали вчера е дека била прилично еуфорична, Липчо. Односно дека пратениците биле буквално сите во истрој, многу тврдо, многу јасно, многу недвосмислено околу тоа дека нема теорија да се гласа за. Добре, предходниот пат Бети Камчевска се качи во ВМРО ДПМН утрината и вети дека нема да гласа и застана позади пратениците кои рекоа дека нема да гласа, меѓутоа мораме да бидеме искрени дека токму затоа Сајковски не е во студио. Ова е првиот состав на пратеници кој што кога ги прошол филтрите на партијата на крај стигнал до генералниот секретар Сајковски до председателот Мицковски, така што овој за овој состав предпоставам дека одговорноста е јасна кај вас како раководство. Како го чувате мирот, еве, како пратениците ги чувате да не бидат повторно жртва на тие креативни методи, што би рекол? Видете, ова е од почеток искомуницирано најпрво со пратениците и мислам дека нивниот став е пренесен во нашите следни политики. И затоа пратениците во сегашниот состав стојат цврсто на ставот кој што тие го кажале и кој што тие заедно со раководството на партијата, членовите и сите нас сега се држиме до тој став. И мислам дека до сега ниту еден пратеник нема различно мислење од она што е изградениот став во однос на прашањето со францускиот предлог. Добро, значи фиксна е оваа тема. Иако, како да кажем, проблемот е што не знам, еве, долго сте вие во овие води, пак низ куларите се зборува или купување пратеници едно друго и викам луѓе, каде во копенхагенските критериуми кај што делот нели за демократија пишува дека може да се купуваат пратеници и така натаму. Се сакаме да одиме кон Европа,
А од друга страна... Ама види, Јоханес системот Хан го легализираше тоа. Тој го... На балкански начин. Тој кажа на балкански начин, Артан Груби само интерпретира, нели, креативни методи. Кога кажа на балкански начин, на Балканот е измислена демократијата. Кога кажа на европски начин, капитализмот со корупцијата е измислен во Европа. Знаеш, онака, не знам на што мислел дека е лошото, што е доброто. На Балканот, да. Меѓуетничка толеранција овде е измислена, така е. Првиот вака религиозен геноцид. И во коментарите граѓаните мислам дека треба да се учат на грешки, тоа што го направија тогаш беше грешка. И мислам дека таа грешка нема да се повтори ни на оваа власт, ниту на некоја следна власт, затоа што таков тип на грешки знаат дека ја руши довербата и на власта, меѓутоа довербата и кон меѓународната заедница. Ако следиме неколку години назад процесите, ќе видиме дека кај нас во Македонија довербата од месец во месец се намалува кон меѓународната заедница, пред се кон европската заедница, затоа што сегашните политики и структура на сегашната власт и начинот на однесување и прикажување на проблемите и решенијата се рефлектира директно врз рейтингот на европската заедница. Значи, ако за нашиот граѓанин, ако Артан Груби и Димитар Ковачевски се европска вредност, не верувам дека ќе даде голема цена на таква европска вредност. Токму партијата на Артан Груби се соочува со огромни предизвици. Сега ги има оние огнена група, има митинг, а како што дознавме, како што информира и голем дел од албанските медиуми, цитирајќи на нас Ивица вчера, СДСМ пак им овозможило на дој да го направат тој митинг, затоа што носеле луѓе кои не знаат збор англиски со автобуси да го слушаат македонски, мислиш, не англиски? Што не знаат збор албански, пардон, ја не да. Збор албански што не знаат ги носеле од СДСМ да го гледаат тој митинг за да има гужва, нели, за да не пропадне кариерата на Груби. Како ќе го прокоментирате? Вие имате, нели, коалиции со албански партии, БЕСА, едно друго, си давате така луѓе на митинг, си праќате ли? Па немало случај до сега таков. Ниту е побарано од нас за волја на истината, ниту еден коалицијски партнер наш не побарал таква услуга или барање. Во односно на што се случувањата, огнената група, дуи и внатрешните фрагментации, после 20 години на власт, дуи или дел од структурите во ДУИ се освестија дека некои работи треба да се поправат, подобрат и треба да се сменат. И за волја на вистината се виде дека има голема група која што биле поддржувачи на ДУИ, кои што го нападна сегашното раководство во ДУИ, пред се Бујар Османи и Груби, и имаат поддршка огромна во јавност. Сега, она што сега го прави актуелното раководство на ДУИ, мислам дека е само дефокусирање на главните проблеми што ги има, а не приоѓаат кон реформи, кон барања за принципиелност, за работливост, за правичност и за градење на систем кој што ќе биде еднаков за сите граѓани. Се насочени само кон самите себе си, се насочени кон корупција и криминал, и мислам дека сега во моментов е тоа најизразено. Сајковски, вие како партија бевте еднаш, нели, во коалиција со ДУИ, но во меѓувреме вие еднаш тоа траеше. Да, тоа траеше долго, ама еднаш беше вака. А во еден да. Еднаш беше, ама 8 години траеше. Добро, неколку циклус. Тоа е долга врска, знаеш. Дури кога нема љубов, на крај се зимаат после 8 години врска, пошто не знаат за ништо друго. Беше во, како можеме да кажеме, беше во еден долг, ама малку така досаден брак со ДУИ во МРДПМН. И беше еден краток, но страсен брак со ДП. Така што ги помниме и двете епизоди. Да, 2 години со ДП и после. Заедно страст имаше голема, толку страшно лета искри. А вам беше некој потивко? Во однос на ДУИ, известно е дека и на наредните избори ДУИ ќе победи во албанскиот блок и покрај тоа што е ваков каков што е, но
Дуи во 2017 година го прекршија Мајскиот договор, со кој практично она правило, она уставна конвенција би ја нарекол победникот кај македонците да коалицира со победникот кај албанците, се прекрши. Прашањето ми е, повторно со Дуи ќе правите влада ја? Што ви се планате? Победувате утре? Да. Немате 61 или имате 61, но мора да имате албански партнер. Што ќе правите? Во моментов ние сме во активна коалиција со БЕСА и во комуникација со нашиот коалиционен партнер, во комуникација со членството, во комуникација со експертите ќе искомуницираме и ќе донесеме одлука за кој ќе биде наш следен партнер. Меѓутоа, можам да кажам дека Дуи ќе биде постојан на листата за коалициони партнери и мислам дека во моментов ние имаме коалиционен партнер, тоа ни е БЕСА, и ќе останеме со оној коалиционен партнер со кој што сме ја воделе борбата додека сме биле во опозиција. Вистина ли е дека овој ваш коментар Сајковски ќе им даде уште поголема сила на огнените? Да. Очигледно. Не, но вистина ли е дека дека таа коалиција дава резултати? Она што го слушнав ја во Тетово кога бев последниот пат таму е дека конечно на православните гробишта во Тетово има капела која што чека таму 30 години и дека таа е во овој мандат направена, тоа што го слушнав. Функционира добро коалиција. Функционира добро. Се е поставена на принципи, програма, не на лични барања. Мислам дека до сега коалицијата со БЕСА не се појавил некој проблем за кој што треба ни да се разговара, затоа што сами го држи она што ние сме го договориле. Од друга страна мора да ви кажам затоа што ја следим долго вашата работа, гледаме дека вие се залагате и ВМРО ДПМН да зачекори оние граѓански принципи. Како во тој контекст ќе коментирате онаа изјава која што јас постојано Лјупчо веќе здодевно му е, која го цитирам Артан Груби од локалните избори во Кичево, која каже дека вашиот град Кичево бил воен плен од 2001 година и не може македонец да биде градоначалник на Кичево. Ја до ден денес не можам да се соземам како таа изјава беше кажана и како овој човек се уште е во политиката. Тоа ми е чудно. По принципот на созреани демократи и на проевропски политичари е тој најверојатно што Груби го кажува и сите европски дипломати треба најверојатно да се водат од она што нашиот проевропски политичар Груби го кажува. Меѓутоа, можеби зборувал за плен кој што е насочен на и мислел на плен кој што е корупција, криминал и да украдат онолку колку што можат повеќе, а се пренасочи во друга насока, сакајќи да се додворува на албанците, ама сигурно го мислел тоа дека колку што можат повеќе да земат од Кичево и задоја доволно, не само од Кичево, во сите општини од кај што се на власт, нели? Да, каде што се тие на власт, затоа и нивните гласачи ги казнија, па не добија многу власт никаде на последните локални избори. А инаку во однос на тоа што го искоментира Груби е фактички вредност на која што не треба да се подпира никој политичар, ниту во Македонија, ниту во регионот, затоа што ние сме мешани средини, каде што живеат мешани средини, каде што има и македонци, и роми, и албанци, и турци, и други етникуми кои што сега не ги споменав, а кои што бараат подобар живот, подобри услови за живот, да имат подобар квалитет на живот, и тоа се основните принципи на кои што треба да се подпре секој политичар, секој политички субјект, а не да се подпре на принципот на корупција, на криминал, на земање колку што можат повеќе, затоа што тие во изминатиот период видовме дека се насочени само кон тоа. Не, прават провокации за да врви крадењето, така вика Лјупчо, кога си прави мимогата. Да. И еве и сега, повторно, нивниот внатрешен судир во партијата сакаат да произведат меѓуетничка тензија.
со цел некој да им одговори и сега од тука да тргне некоја приказна, никој не им одговара. Да, нема да бидеме партнер ние во таа насока. Може да провоцираат, може да зборуваат, може да кажуваат, меѓутоа нема да најдат партнер во нас, затоа што ние се одлучивме Македонија следниот период, затоа што сме партиципиенти за власт и затоа што сите анкети покажуваат дека ние сме идната власт во Република Македонија, да градиме држава која што ќе биде правна држава, држава каде што судството, обвинителството ќе бидат независни, држава каде што ќе почувствуваат граѓаните дека има надеж да се живее, држава каде што ќе има економија која што ќе биде конкурентна и која што ќе може да дозволи на стопанствениците да градат онаква економија каква што се очекува и каква што има во Европа. Ние денеска гледаме дека владата се фали со работи кои што не се познати во економијата, односно ја нарушува конкурентноста на трудот, кажува минимални плати и покачува со тоа што затвори безброј мали фирми. Наместо да е цената на трудот и конкурентноста на трудот да биде онаква каква што треба во економијата, тие ја изврти и направија она што не треба да го направат. Имавме оваа драма околу изборот на нова влада. Сега и тие одеднашка замолкнеа. Тргнеа да бараат некаква си европско мнозинство, да го изолираат ВМРО ДПМН. На крај не мрднаа воопшто. Прашањето е, се промени нешто функционалноста во собранието од кога се избра новата влада? Па генералноста на исто пратеници колку што има, помал со 60 доаѓаат само за гласање кои ти се некои побитни закони. Сега 63-64, меѓутоа нешто порадикално не се смени во политиките и не може да се смени во политиките на оваа влада, бидејќи оваа влада не е поставена на принципот на програма, нема план оваа влада. Оваа влада не поддржана од народот влада, Ковачевски не издегол на избори за да си ја види довербата. Оваа влада е влада која што иницира скандали, влада која што во изминатиот период видовме дека не може да испорача ништо кон граѓаните, иако зборуваат и кажуваат многу. Еве, ако слушаме ние денес ќе слушнеме 1300 километри, зголемен број на вработувања. Еве сега пример да ви кажам во делот на вработувањата. Во 2017 година во Македонија имало 739.000 вработени, денес има 694.000 вработени. Значи ние имаме пад на вработеност. Оваа влада е фактички влада која што Македонија ја направи црна дупка. До 2017 нема нова инвестиција, ниту една. Ние имаме 50.000 помалце работни места во Македонија, 50.000 помалце плати, 50.000 помалце семејства без приход. Тоа е застрашувачка бројка. Ако ние сега зборуваме за влада која што размислува подобро за граѓаните, можат да погледнат во статистиките и ќе видат дека во 2017 година, кога ја презеле власта во Македонија, имало 739.000 вработени луѓе кои што биле осигурани, денес имаме 694 нешто. Мислам дека тоа се поразителните работи за оваа влада, меѓутоа не се само тие. Ако видиме и друг факт што така се занемарува и не се експонира премногу во јавност, со сегашниот буџет што го има оваа влада од 5 милиарди и 300 милиони, фактички ние во моментов оваа влада ќе потроши во изминативе 5-6 години 28 милиарди. Што граѓаните видоа од овие 28 милиарди? Што добија граѓаните за овие 28 милиарди? Дали имаме нови автопатишта? Дали имаме регионални патишта? Дали имаме нови здравствени установи? Дали имаме подобри услови во здравството, во образованието?
што направија во културата, иако безброј пати не критикуваа нас за тоа што сме правеле ние, меѓутоа нашите проекти се живи, нашите проекти се видливи. Проектот Демир Капија Смоквица автопатот е видлив и парите за тој проект се видливи. Автопатот Штип Миладинов се е видлив. Нема филхармонија е гледана тука. Да, филхармонија е тука. Музеј на македонска борба е тука. Македонски народен театар е тука. Независно дали ни се допаѓа или не. Јавно е тука. Ние не го оправдуваме, меѓутоа се објекти кои што се или некој може би го оправдува, некој не. Меѓутоа се тие објекти кои што се тука, МНР од Бујар Османи, каде што секој ден оди на работа е тука објект. Па и овој Артан Груби што го има сега. Да, но тој ви беше вас коалиционен партнер во сите овие зафати, дуи не им пречеше ниту еден споменик. Тогаш се граде институции. Значи тие се институции, јавни институции што никој не ги присвои. Меѓутоа и степенот на однесувањето на ДУИ беше поинако кога имаше силен партнер. Сега однесувањето на ДУИ оваа здисаност не може да се Ние се сеќавам Коси Кубевме кога Талат Џафери стана министер за одбрана и викавме леле, видете овој терориста од 2001 стана министер за одбрана, сега видете кај Талат Џафери, но и каде се дуи со толку многу функции. Ние секој сабајле периодов се расправаме со Ивица, он вика дека се случува дуизација, ја викам дека се случува преку дуизација и албанизација. Мислите дека македонецот има право да стравува во овој момент дека ја губи оваа држава? Во моментов можам да кажам дека се случува руинирање на институциите во Македонија и сите институции, ако погледнете, секоја институција во Македонија почнува да ја губи улогата за она што постои. И проблемот не е етничкиот предзнак, дали некој е албанец, македонец или кај нас е проблемот што ние во системот ставивме оваа влада стави во систем неквалитетни луѓе кои што имаат несоодветно образование, луѓе кои што имаат криминални позадини, луѓе кои што во моментов ги уништуваат институциите од кои што доаѓаат, а се поставени да ги водат. И на таков принцип и таков начин нема да донесат добро за никого, ниту за македонците, ниту за албанците, ниту за другите етнички групи во Македонија. Вакво руинирање на системот, вакво уништување на институции, не знам некаде дали постои. Ни може да постои. Еве, погледнете во кој и да е сегмент, еве, не го споменавме образование во моментов, денес дали има во образование книги во средно и основно образование, не знае никој, затоа што нема. Завршува годината. Ако погледнеме дека беа критикувани проекти од минатата власт, компјутер за секое дете, се изградија училишта, основни и средни училишта низ цела држава. Ако погледнеме дека тоаш имаше проекти кои што навистина значеа нешто, и проектот за бесплатни учебници беше проект на една претходна влада која што го донесе тој проект и кој што го работеше тој проект и кој што децата има и бесплатен превоз и бесплатни учебници. Денес децата немаат бесплатни учебници, за превоз се борат. И тој превоз го немаат. Ама од друга страна имаме 28 милиарди потрошени пари од граѓаните, а за возврат граѓаните не добиваат ништо. И да, не види ова околу 1300 километри автопат минали кој една стара американска комедија, нели кога зборуваат, вика не знам на која дрога е, вика овој, но сигурно е многу добра. Имаше вчера добра паралела со овие што ги фатија дека 6 метри тунел ископале во затворот, ја не знам како. Ленгодадеме кичево друга. Викаат дека тоа уствари најуспешниот инфраструктурен проект на владава на оваа влада генерално. Не, ми се допадна некој велика да вика гледаш луѓе, вика да ги ставиме веднаш, вика без пари надзор ќе направат наместо да даваме таму 40 милиона. На 6 метри тунел да ископаш, тоа е озбилна работа.
Па не, истички озбилно не. Да се, тоа да се... Препознатлива е владава по скандали. И кога мислите дека некој скандал толку многу ќе ве изненади и дека не може да се оди од тоа избега затвореник, слушаме и го нема, не знаеме каде е. Сега тунел има. Предходно Чочек игра, ако се сеќа, кога направија автопатото, тој па не го направи. Да. Им го отвара. Само го отвара. Првиот ден од доаѓањето на новата влада излезе со Чочек пред тунелот да отвора тунел. Не, инаку не знам дали знаеш дека нема извршено технички пример на прием на Миладиновци Штип. Да, подизведувачите македонските компании кои што работеа на тој проект не се исплатени. Ајде. Објасни ми како го објаснуваш ова. Негде сме на половина од нашето интервју, верували или не, пола саат ни отиде како 5 минути. Одиме со, треба да им се одолжиме на нашите спонзори, одиме со краток рекламен блок и мала музичка пауза, по која се враќаме да го довршиме разговорот, а на почетокот ќе разговараме околу тоа кој е пандан на Сајковски во СДСМ. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со нашиот гостин од ово утро, Ѓорѓија Сајковски, генерален секретар на ВМРО-ДПМН. Ивица доаѓа структурно дека Сајковски е пандан на Миле Зечевич. Да. Миле Зечевич никоја аура гради постојано. Вие некако многу поскромно делувате и помалку јавни настапи имате од него и помалку се фокусирате во градење на таа аура дека вие сте некаков позадински играч кој тука ги влече конците, но последни избори покажаа дека со вас како генерален секретар во ВМРО-ДПМН имаше огромна победа. Да, некои сакаат да градат митови од себе и прават грешка, затоа што многу брзо се руши митот за секој што не е тоа што гради за себе. И во дел на оно ја што го работам, јас сум. Но вие сте историчар, знаете дека митовите се многу важна работа. Важна работа се за луѓе кои што направиле нешто и кои што може да се препознаат по својата работа и ангажмани. А ако градиме само мит на муавет, тогаш се доведуваме до булдожери, како беше тоа. Да, ние ќе се потрудиме на следните избори и се докажува со последните анкети дека булдожерот што планираше да го не знам колкаде да опушти, му го свртивме кон Бихачка и треба булдожери имаше на правецот. Да, правецот го насочивме кон Бихачка и треба да бара начин како да го спаси тоа. Гледам дека вие во последно време како партија веќе како да ги имате дури целосно елиминирано СДСМ, не ни се бавите со нив. Сега баш отворив на мејл да видам последните 5-6 сообщенија на ВМРО-ДПМН, сите се фокусирани на ДУИ. Вие како да не ги гледате СДСМ како власт во оваа земја. Во моментов раководството на СДСМ дозволи Ковачевски, Зечевич и цела структура сегашна што е СДСМ да стане втор партнер во влада и да не ја води владата, бидејќи ако и анализирате и низ призма кој колку министерства води, кој какви политики води, кој за што зборува. Еве последно за Бехтеленка. Јас не слушнав што направи премиеров, сите интервјуа, сите зборувања и се она што го презентираа во јавност беше дека Артан Груби гради некој проект, па бара начин како тој да помене, па не слушнавме ние дека владата, предводена од премиерот Ковачевски, има начини и можности за подобрување на инфраструктурата во Македонија и ќе се изгради некој проект кој што ќе поврзува тоа и тоа. Туку слушаме дека Артан Груби, ако слушаме меѓународна политика, ќе видиме дека Бујар Османи
Бујар Османи зборува за вчера и Артан Груби зборувал за она што ние како држава треба да испорачаме, па дека мај, јуни, па октомври, ноември, декември и ќе дојде до избори. И ако видиме што и кој ги држи финансите во Македонија, ќе видиме дека ние во моментов имаме слаб македонски партнер во владата, кој што е незначителен и кој што не учествува во градење на политиките во моментов. Добро, сега приоритетни им е да учествуваат во градењето, што би рекол Лепчо, а не во градење на политиките. И не само тоа, зборуваме за една работа. Мислам дека сите забележуваме колку тие се на функција, но не владеат, не управуваат. Гледате на што не личи државата. Како да не ги интересира нивната работа. Зачудува тој факт и тоа е перцепција на сите граѓани. Секојаш, бидејќи ние сме отворена партија и секојдневно сме на терен, разговараме со голем број на луѓе и граѓани покрај нашите членови, имаат перцепција дека ништо не функционира во државава и ако пред некое време беше, или пред години назад беше главен чинител за одење од државата економскиот, денес ние гледаме дека главен чинител е нефункционалност на државата. Така. И луѓето ја напуштаат државата, иако се економски добро стојат, тие напуштаат државата затоа што гледаат дека тука не функционира државата. Нема известност, нема предвидливост. Да, институциите не функционираат, секојдневно не изненадуваат со глупости, со корупција, со убиства, со и се друго што се случува тука е застрашувачки и тоа ги иницира граѓаните што побрзо да одат од државата и денес имаме случај каде што 9000 граѓани ја напуштиле државата во изминативе. Да. Иако види, за мене е фрапантно, Љупчо, сега имаме една ситуација кога, еве, на слушателите, на гледачите им ги развеавме сите приказни на власта. Тука ние генерален секретар на партија, досега во нашава историја, по правило, генералните секретари биле заднински канал за комуникација. Генералниот секретар на партијата, на ВМРО-ДПМН, ни вели, ниту пристапиле, ниту доставиле барање, ниту има комуникација, а од друга страна, еве, Артан Груби вели, работиме сите топтан да гласаат, не знам, Маричич зборува друго. Па креативни методи. Па едно време ти текна го бараат тоа европското крило во ВМРО. Овакво, ја мислам дека двете крилја на ВМРО се европски. Да. Почетоците на ВМРО се европски. Нашиот статут и програмските документи се подпираат на тоа дека Македонија уште со формирањето на ВМРО-ДПМН во својата програма има ставено дека треба да биде дел од Европската заедница и дека треба да биде дел од НАТО. Да, тогаш така се викаше Европска заедница. Да, Европска заедница и НАТО, и мислам дека тоа го немаше ниту една политичка партија во Македонија. Ние се подпираме на тоа и ние од тие принципи не бегаме. Ние само ги потврдуваме и се водиме од тоа. Меѓутоа сакаме да има принципиелност и сакаме да граѓаните во Македонија не изгубат ништо, туку да добијат плюс од она што ќе бидат и дел од Европската унија, меѓутоа и да можат следниот период да... Да. Инаку само да знаеш дека има и од Бујар Османи изјава, Љупчо. Добро. И дојли креативни методи. 50 дена го немало Мицкоски во медиуми за да не правел проблеми околу процесот, но така ќе се скроили измените што никој не имало да најде замерка и ќе поминеле. Мислам дека и ова е можеме да сместиме. Некој гениален метод има смислено се. Да. Методот предвремени парламентарни избори и нова влада. Нова влада и мислам дека ќе има решение. Ако мислам на тоа сигурно. Ај околу тоа еве да прашаме една работа. Ќе идеме со стариот изборен модел во изборите? Што стана со онаа приказна за промена на изборниот модел? Па не знам, сега
добивме покана за учество. Конечно официјално. Да, имавме покана. Вчера јас добив поканата за учество во работа, во работни групи за изборни фактички промена на изборен законник и мислам дека ќе делегираме луѓе кои ќе учествуваат во тие промени. Ке се отвори моделот, очекувате? Па, мислам дека е прекратко времето за нешто суштински да се смени, меѓутоа ќе ги слушнеме ќе слушнеме власта, кои се нивните размислувања и ќе ги кажеме ние нашите ставови и размислувања во однос на изборниот закон. Не, предходно ВМРО направи еден чекор кај што кажа дека иако традиционално партијата беше за мнозински систем, дека отворени се за разговори за една изборна единица со изборен прак, нели? Стоиме на ставот дека ние с неја. Мислам и една изборна единица е прифатлива за нас и модел онаков каков што ќе слушнеме кои се предлозите и размислувањата, па ќе видиме како да. А отворени сте разговори, мислам дека за нас не представува проблем една изборна единица. Не представува. Ќе остане принципот дека консензуално ќе се договараат? Па до сега било така и мислам дека е тоа единствен начин за да се задржи. Значи не очекувате тука било какви измени? Не. Добро, Липчо? Ја би да префрлиме на една друга тема, да ги оставиме нели уставни измени позади нас. Тук имаме јасен одговор и се што може да очекуваме дека нели опозицијата ќе стои на зборот. Мене ме интересира една друга работа, Сајковски, тоа е што понатаму. Ние постојано слушаме колку власта е лоша и јасно ни е колку власта е лоша и колку лош е животот во Македонија. На секој слушател кој го следи ова му е отприлика јасно како изгледаат работите. Но што нуди ВМРО ДПМН што е различно од ова? Како може да веруваме дека воопшто може да излеземе од ова економска бездна, од ова институционална бездна, од оваа безбедносна бездна? Мислам дека ќе биде тежок периодот со доаѓањето на ВМРО. Мислам со самото доаѓање и влезот во институции ќе поминеме еден така тежок период, меѓутоа имаме план и програма на која што ќе се подпреме и ќе покажеме како што многу пати во минатото покажавме дека може подобро и нашите понудени решенија, нашата волја за работа и нашата одговорност што имаме кон работата и кон институциите ќе даде резултат. Ние преку понудените градоначалници што ги имаме изминатиот период видовме дека и решенијата што ги имаат тие видовме дека може поинаку, може подобро. Може во Македонија фактички оние што ги раководат институциите да одговорат онака како што треба. Може да се реализираат проекти, може да се отпочне нов начин на работа, нов начин на живот, може да се донесат инвестиции ако имаме желба. Може да има понуда и побарувачка за да се зголеми цената на трудот во Македонија, за да не бидеме ние место каде што ќе имаме најниска плата. Може да се спречи корупцијата ако се има волја да се направи тоа. Од првиот ден на доаѓањето на новата влада. Може да се направат суштински промени и во образование. Може да се зголеми свеста кај народот и може да дадеме надеж на граѓаните дека во следниот период Македонија ќе биде место каде што ќе го продолжат животот, каде што ќе им дадат можност и на идните генерации, не само на нас кои сме тука, да почувствуваат дека треба да се борат за државата, дека треба тука да живеат, дека треба тука да обстојуваат. Тоа се начините и принципите кои што ние ќе ги градиме во периодов и она што е суштински значајно, а што на сите нам ни смета, градењето на правна држава, градењето на сигурност, тоа што со градење на правна држава ние сакаме да изградиме една сигурност за граѓаните, еднакво за сите, да не биде никој привилегиран ни пред ниту една институција, ако има рок 15 дена да биде завршено за 15 дена.
да се водиме од принципиалноста, да се водиме од она, нам не недостасуваат закони. Нам не недостасува имплементација на законите во Македонија. Ние имаме закони, ние имаме, можам да кажам и дека усогласеност со законите од Европската унија во голем дел. Меѓутоа, ние имаме непримена на законите, кај нас не се применуваат законите. Ние носиме закони кои што фактички оние што треба да ги извршната власт да ги спроведуваат, тие закони не се спроведуваат. Ние имаме начин како да се донесат и нови инвестиции во државата, ние имаме начин како да се подобри инфраструктурата. Ние тоа го покажуваме сега преку активностите, работата на локалната власт во многу општини. Затоа сакам да порачам до граѓаните дека не треба да веруваат во она што им презентира некој и им дава големи очекувања. Затоа што оние што ги даваат големите очекувања, тие се на крајот денот лажни очекувања. Да, стигнавме до 500 евра плата која Заев ја ветуваше, просечна плата од 500 евра, но таа просечна плата од 500 евра денес вреди колку 15.000 денари, што беше под просечна плата пред 7-8 години. Да, јас сакам една работа само да ви кажам, споредба за регионот. Ние до 2016 година бевме лидери во регионот. Денес перцепцијата за нас, и не само перцепцијата, него она што го кажуваат статистиките, дека Македонија има највисока инфлација, најниска плата во регионот и пензија, и дека Македонија има замрени инвестиции. И секогаш е уклучено црвеното светло за корупција во Македонија. И ова ни кажува ние каков статус имаме во регионот. Иако можам да кажам дека пред 6-7 години бевме лидери и во носење на инвестиции, и во цена на трудот. И ги копираат тие модели во регионот. Да, ги копираат сите во регионот, меѓутоа сега ние станавме да бидеме една дупка која што е лош пример за сите во регионот. Може да се навратиме малку на вашата изворна професија како доктор по историски науки, да ве прашам, се сеќавате дали може да најдете пример каде што историја се пишувала со декрет, посебно со декретот туѓинска држава, и каде што авторот на учебниците немал интелектуална слобода на крајот на криштата, слобода на изразување ни во устав, слобода на интелектуална работа излегува од тој принцип, нели? Ова што сега се случува, има некој пример од каде што може да се повикаме или што нормално иронично прашувам. Да. Мислам дека во Македонија се случуваат преседани секогаш. И изминативе години ние сме сведоци на многу преседани. Ова дене што се случува во делот на историјата, фактички сакаат да класично ревизионерство да направат на историјата, односно да презентираат лажна историја во Македонија, затоа ги обезвреднуваат сите работи за да може да им помине тоа. Меѓутоа, една работа што не можат да ја сватат сегашни властодржци и луѓе кои што ја водат владата во Македонија, дека во делот на историјата е подпрена на изворни документи. Подпрена е на она што, кај нас во Македонија, пример имаме на секој метар археолошки локалитет. Значи, работи кои што докажуваат дека има долг процес на живот во Македонија на овој простор. Живееле луѓе. Имаме култура која што с неја наследиле од нашите предци. Имаме мемоари, имаме сеќавања, имаме пишувани весници од Соединетите Американски држави, Британија, па и Софија, што ни докажуваат дека не може да се смени така историјата. И мислам дека во однос на историјата и прашањето, пак ако се навратиме за Бугарија, јас не можам да сватам зошто сегашната администрација во Бугарија,
што е не сака да се огради од администрацијата од 41 до 44 година, што ја водела тоаш Бугарија, кога сите држави што беа на страната на фашистичка Германија, фактички и фашистичката Оска се огради од нивните луѓе кои што учествувале во тоа и ги осудија, не само што се огради. Посебно Германија бав пример како се случува со историјата. И германијците ги осудија. За жал, сегашната администрација сега сака да ја превртува историјата и да кажува работи што не се така и работи кои што не поминуваат за тоа што имаат и живи сведоштва. Значи луѓе кои што се уште се живи учествувале во убаво реков телевизионизам. Ја видовте на изјавата на Радев кога реагираше на Пендаровски, велики остај тоа Холокаустот, нели, да се концентрираме на страдањата на македонските бугари. И јас мислам ваква изјава во било која земја од Европа во однос на тој период, значи крај за политичката кариера на тој политичар секундата. Овдека се нормализира еден дискурс во Бугарија кон нас највеќе, кој што е чудоневидувачки, кој што е вдушувачки. Да, зачудувачки е што Бугарија сака да ја смени светската историја, а не да ја смени историјата на Македонија, затоа што тоа е дел од светската историја, ако сакаме ние да ја смениме. Како гледате на ова? Мене, например, ми е симптоматично, Ивица ги поддржува, јас немам некој дефиниран став. Мене ми е чудно само по себе да постои комисија за редефинирање на историјата. Договор потпиша за произлегува од договор од 2017 година, кој што договор мислам дека името му беше договор за добрососедство, пријателство и соработка. Пријателство и соработка, не видовме ни добрососедство, ни пријателство, ни соработка во изминативе колку години помина, еве 5 години од потпишувањето или 6 на тој договор. Туку видовме дека ние од 46 година па до денес имаме најлоши односи со Република Бугарија. Убедливо најлоши односи во... Ја дури мислам и порано. Сајков, во однос на Бугарија и во однос на уставните измени, во однос на економската ситуација, во однос на многу други работи, постојано читаме по социјалните мрежи како ве прозиваат како опозиција дека не организираат протести, велат, не се борат доволно одлучно, се борат само преку јавни настапи, чекаат избори. Зошто ВМРО ДПМН како политичка партија не се радикализира во овој период? Па видете, ние не се согласувам дека не сме одржувале протести, бидејќи ВМРО ДПМН и во периодот додека јас сум бил генерален секретар, меѓутоа и во период додека бил мојот претходник, организираше голем број на протести и организираше протести за теми кои што прво беа многу значајни за граѓаните, а кои што не можеа да ги видат во моментот. Например, ние кога организиравме протест за струјата, тоа беше несватено кај граѓаните, мислејќи дека зошто протестираат тие и а кога сега ги гледаме сметките, ќе видиме дека им има ставено мрежарина или не знам како ја викаат тие сега во моментов, изголемени сметки за струја и енергенси, тогаш сватија зошто ние тогаш ги иницииравме тие протести. Ние организиравме голем број протести во текот на летото за да добиеме силна поддршка и мислам дека во контекст на тој дел дека ние како опозиција што е во Македонија изминативе 5 години, ако анализираме наназад, ќе видиме дека имаме организирано најголем број протести од сите досегашни опозиции во Република Македонија. Или секој 4-5 ден не било протест за некоја значајна тема, меѓу која и темата за францускиот предлог. Така. Ивица, уште нешто за крај, затоа што веќе еден час тргнува со историјата, ма не, врати се слободно. Врати се слободно. Делот на историјата и негирањето на македонскиот народ. Сакам една работа што ја порачав пред многу години во Софија, имаше еден научен собир и
повторно бевме ние тема и тема на негација, мислам дека тоаш почетоците беа 2003 или 2004 година, каде што повторно се негираше, тоа беше Балкански собир, на кој што се негираше македонската јазик, посебност и се друго. И постоењето од 45-та година кажуваат дека ние постоиме. И јас сакам, и тогаш ги прашав, ако ние сме од 45-та, луѓето кои што се декларираат како македонци во Бугарија, каде што немало тогашна, не допирало тогашниот систем на СФР, луѓето кои што се декларираат македонци во Грција, до ден денес гледаме дека се декларираат, и оние што се декларираат за македонци во Албанија, каде што не можеше пиле да прелета преку граница, кои се тие и кои ги формира нив. Меѓутоа, немаат одговори на многу прашања, немаат одговори ни на оние суштински прашања кои што се однесуваат и на македонците кои што изминатите 100-150 години од Македонија оделе во Бугарија, работеле, а кои што имаат формирано своји клубови, кои што до ден денеска се држат на ставот дека тие се посебни ако живеат толку долг период тамо и дека имаат своја свест, свој јазик и своја култура што е поразлична од она што го имаат бугарите. Ништо, единствено се надеваме дека гледаме зад бугарскиот дел од комисијата стои целокупното нивно општество, држава со сите институции, а се чуни како нашава комисија да оставаат да виси на ветрометина. Разбирам изошто е така, меѓутоа се надевам дека по изборите ќе се сврти страницата и дека Македонија ќе тргне поинако. Мислам дека тоа не е нешто ново во Бугарија, затоа што со формирањето на бугарската држава веднаш започнале со процес на асимилација на македонците. До ден денеска не успеале и нема да успеат ни понатака, затоа што сега им се шансите и можностите многу помали од тој период кога го почнале тој процес. Само јас жалам што нашите соседни народи, нашите братски народи кои што во тој период заеднички се бореле за автономија, за самостојност, за посебност, тие ја добиле државата порано од нас, ние не се бореле многу подолго, не застанат рамо до нас и дадат поддршка за ние денеска, онака како што тогаш не се бореле за слобода, за автономија, да се бориме за сега поголем просперитет, подобра инфраструктура, подобра поврзаност, економска соработка и можност за поддршка во Европската заедница, каде што има разни народи, разни култури, меѓутоа си има и меѓусебна почит и поддршка и внатре во Унијата. Јасно. Лупчо, мислам дека го завршиме разговорот. Да, мислам дека сме при крај, ви благодарам многу. Се надевам дека успеавме на слушателите да им објасниме, пред се ми беше важно да им објасниме како ВМРО ДПМН се бори со притисоците да се гласа за уставните измени. Вие не уверувате на вашите цврсти позиции. Веројатно тоа е и целта на она пиар стратегија, постојано да се наметнува, нели, дека ќе се гласа, и многу е важно на луѓето кои се навистина заинтригирани за ова. Дури еве и мои пријатели од СДСМ кои прифатиле дека СДСМ ќе издаде, знаат да кажат, велат, знаеш што, Љупчо, ВМРО ќе напредаде сега, вика, и ВМРО ќе напредаде. Дури мислам дека ги уверим. А како? Мислам дека ги уверим. Јасно е. Значи, реално зборувавме за теми. Сега како ќе биде? Караванов ќе продолжи да тера. Кучмијата ќе продолжат да го прават она што најдобро знаат да го прават. А денес е 22.3.2023 година. Ви благодарам многу, Сајковски. Ивица, ти благодарам и тебе. Јас сум Љупчо Златев, почитувани слушатели, главниот говорен предник на Радио Лидер и автор на оваа емисија, заедно со колегата Ивица Боцевски. Останете со 107,4, ставете лайк на нашата Facebook страница и не заборавајте да стиснете subscribe на нашиот YouTube канал, затоа што тоа навистина ни значи.